Поранешниот амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев вели дека Македонија и Бугарија треба да го ревидираат договорот за добрососедство и пријателство од 2017 година, а со тоа бугарските власти да ги напуштат своите непринципиелни услови кои ги поставуваат на земјата на нејзиниот пат кон ЕУ. Треба да им кажеме нашите пријатели, соседи, да им кажеме дека овој начин на преговори не оди во правилна насока. Мора да го ревидираме согласно член 12 од договорот, да ги исфрлиме тие, би рекол, непотребни конфликти од договорот и да најдеме една форма која што ќе значи европска димензија во нашите балкански односи. Ние сме држава, ние сме македонски народ, ние си имаме наша собствена историја. Бугарите нека си продолжат да се негуваат својот историски наратив, своите херои, своите гледања на историјата, но нека остават Република Македонија граѓаните сами да си го уредуваат својот двор. Председателот на Паневропската унија на Македонија и поранешен амбасадор Александар Лепавцов вели дека Бугарија се однесува неевропски. Треба да имаме рамноправност во водењето на тој диалог, а не да имаме тотална асиметрија во односите. Значи тоа е сосема погрешно, неевропски и не води никаде. И двајцата сметаат дека барањата на официјална Софија нема да завршат со внесување на бугарите во македонскиот устав. Еве ви кажав што се крие. Вие треба секоја година да подпишувате едногодишни протоколи кои што се задолжителни во членот 5 на преговарачката рамка. Тоа е поврзана со резултати во историско образовната комисија, значи вие мора да испорачате резултат од таа историска комисија. Од нас се бара, значи да покажеме да промениме делови од нашите историски учебници, да промениме делови од нашите образовни помагала, а тоа да се изврши со на некој начин туторство од соседна држава. Што е недозволено. Гласовите кои доаѓаат и од таму се дека ова е само почеток на серија на барања кои се имплементирани и во преговарачката рамка и во некои други барања што се исфрлаат од изјави на нивни политичари. Тоа е погрешен пат, значи можам слободно да кажам дека таа тема за нив е неисцрпна и тоа е жално. Но новинарот Зоран Иванов вели дека сега со помош на така наречената француска рамка, таквите барања ќе бидат на некој начин контролирани од страна на другите членки на ЕУ. Важното според мене е што сега не сме на билатерален терен сами со Бугарија, а темите, да не заборавиме историја, идентитет и сличните, не се теми на преговарачкиот процес. Нив ги нема како теми во преговарачките кластери. Од тој аспект, добро е што преку рамката сме заедно со Бугарија на Бриселската маса и небулозните барања од типот Чибил, Гоце, Самуил, кои не се теми на кластерите, мислам дека ќе со помош на другите членки на Европската унија ќе се наоѓаат разни компромиси на општо задоволство на сите. Бугарската подпредседателка Илијана Јотова во интервју за телевизијата Бугарија ОНР рече дека земјава треба да ги вклучи бугарите во уставот и оти немале нови барања, но оти инсистирале на имплементација на се што е забележано и прифатено од нивните европски партнери. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.